18 часот и 47 минути. Вие слушате и гледате емисијата на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони, Бети и Треновски. Ви благодариме од срце што и денес ве има во голем број. Се надеваме дека ќе успееме да ве убедиме дека не сте погрешили што сте се одлучили денес да бидете заедно со нас. Токму така, почитувани, се надеваме дека ви се допадна досегашниот тек на емисијава, а во наредниве минути на Македонски корени овде ќе се обидиме да ги разјаснеме некои прашања кои се уште ја мачат македонската јавност, а се поврзани со нашето постоење, нашата засебност, нашата историја и идентитет кои се почесто се оспоруваат од страна на нашите соседи, но на жалост и од страна на власта во Македонија. Ние на Македонски корени, како што знаете, секоја емисија говориме на овие теми со нашите соговорници од различни профили: историчари, аналитичари, политичари, дипломати, јазичари, лингвисти и да не ги набројувам сите. Жално е што се уште одреден број од македонската јавност не може да ја свати потребата од обединување и сите заедно да застанеме на браникот во одбрана на се што е македонско. Пожално од се е тоа што оние од власта, користејќи ги токму оние кои се уште немаат сватено што и се случува на Македонија, продолжуваат да го реализираат до крај сценариото за бришење на Македонија од светската карта, а со тоа и бришење на македонскиот народ. Почитувани, за да станат работите појасни, во следниве минути ќе разговараме со господја доктор Наташа Котлар Трајкова, подпредседател на партијата Глас за Македонија, научен советник и редовен професор на Институтот за национална историја, која ја покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се гледаме, верувам се слушаме. Ако е така, добро ви утро, господја Котлар, и добро ни дојдовте по втор пат на Македонски корени. Добро утро, поздрав до вас во студиото и до слушателите. Добро ви утро од мене, господја Котлар. Се надеваме дека после денешниот разговор преку кој ќе побараме од вас да ги расчистите дел од темните облаци кои се надвиснати над Македонија, некои од работите ќе станат многу појасни. Се плашам дека многу нема да расчистам, но во секој случај јас ќе изнесам мое мислење, кое што е дел од она интелектуална група која што веќе 5 години укажува и критикува дека некои работи во политичката сфера не се дозволени. Повторувањето е мајка на знаењето. Добро е да се повторува, ако можеби некои веќе знаат. Пред 3 недели се одржа заедничка владина седница помеѓу владите на Македонија и на соседна Бугарија. Таму беше договорено заедничкото чествување по повод 150 годишнината од раѓањето на македонскиот апостол Гоце Делчев, кое чествување се одржа на 4 февруар. Господја Котлар, ќе ви поставам 2 прашања и едно подпрашање, за да не ве прекинувам многу, поврзано со ова. Вие како професор и како доктор по историски науки со долгогодишно искуство, како го сваќате терминот заедничка историја? Дали ние македонците и со тоа и Македонија имаме заедничка историја со Бугарија? Подпрашањето ќе го поднасочам кон една од најпознатите пораки, односно мисли на нашиот апостол Гоце Делчев, кој уште пред повеќе од 130 години, меѓу другите мисли, ја кажал и онаа најпознатата: јас не познавам друг народ, освен македонскиот, кој повеќе страдал од предавствата на своите изроди, синови и ќерки. Се изгледа дека на нас, македонците, ваквите работи ни се случуваат и денес, исто како и тогаш. Вие како историчар, како го објаснувате сето ова? Што всушност отсликува оваа негова мисла? Тоа отсликува какви сме ние, накратко да кажам. Не само во минатото, но и во сегашноста. Бидејќи она што ни се случува во минатото, има своји рефлекси и во сегашноста. Или како што вели Фројд, детството е татко на човекот, па така да и минатото го земам, еве преку оваа метафора, како подлога за она што го правиме во сегашното време. Ме прашавте за заедничка историја најпрви. Сметам дека терминот воопшто не е наивен. Сега ќе почнам од политичкиот дел, а потоа и ќе одам кон научниот.
Сакам публиката да ја потсетам дека овој термин за прв пат влезе во документ во 1999 година, кога беше тогаш начело на македонската влада господинот Љупчко Ѓоргиевски. За да ја овозможи на Бугарија имидж на добар сосед, која што пак аплицираше во Европската унија за кандидат, тој и Иван Костов, бугарскиот премиер тогашен, потпиша една декларација за добро соседство, каде што се внесува овој термин заедничка историја, каде што македонската влада се откажува од грижата за македонското малцинство во Пиринскиот дел на Македонија и се согласува да ги потпишува документите согласно уставот во одредената земја, односно Македонија. Иако мислам дека ние не одговоривме своевремено на оној фашизам кој што Европа ни го понуди, мислам дека не е само Европа, туку и пошироко, бидејќи ако се сетиме на Лисабонската пак декларација од 1992 година, нам ни беше забрането дури и да го користиме терминот Македонија, кој што пак представува митско-генеративна подложка за сите нас македонци. Тоа е синоним за нашето постоење, за нашата татковина и за се она што представува производ или продукт од таа именка Македонија. Ние не одговоривме ни 92-та на таа постапка, која што, како што вели познатиот Томас Ман, германски писател, 45-та година, ние го победивме Хитлер, ама не го победивме фашизмот. Фактички, нашето денешно живење се соочува со актуелниот фашизам и на европска сцена, и на светска сцена. Ако ние доживееме политичка зрелост, што јас се сомневам, да бидам искрена, јас се сомневам, бидејќи 30 години во нашиот образовен, барем македонскиот, е работено да постои слаб образовен систем. Кога имате слаб образовен систем, вие имате неуки луѓе кои што им се случува и да си купуваат дипломи, а немаат знаење. Тоа е само еден вид увертирано на што го кажав за заедничката историја. Ние не реагиравме тогаш, иако во весниците од страна на опозицијата во тоа време, СДСМ, имаше реакции дека се нарушени националните интереси. Меѓутоа, никој не си зема за право, бидејќи тоа би требало да го направиме, ниту тогашната ВМРО, ниту сегашната ВМРО, ниту тогашната СДС, ниту сегашната СДС, зошто ние потпишавме таков еден договор, односно декларација со такви одредби и зошто тоа не го анализиравме. Дури јас ги повикувам сите учени луѓе од различен профил, доволно постои историска дистанца, да ги проучат владите и на Бранко Црвенковски, и на Љупчо Ѓоргиевски, и на Хари Костов, и на Бучковски, кој што сега ни изиграва некоја си чудна личност по медиумиве, а е професор по право, правни науки, а си дозволува да зборува нешто за историската наука. Иначе, од научен аспект, значи ова само го наведувам од политички аспект. Јас ги предизвикувам учените луѓе да седнат и да поработат на флоскулата заедничка историја од социолошки, економски, политички, па дури ако сакате и безбедносен аспект. Од научниот, никој не беше консултиран од научната фела. Знаете, вас кога ве боли коленото, вие одите кај некој што е соодветен и одите на ортопед. Не одите на забар. Мислам, таков е примерот во однос на научниот дел. Значи, прво, никој не ја консултирал научната фела која што се занимава со проучување на историските работи. Тоа се Институтот за национална историја, тоа е факултетот, при Филозофскиот факултет е групата историја и исто така Македонската академија на науките и низа наши пропратни институции кои работат во доменот на науката, образованието и културата. Значи, тоа е земена таа флоскула туку така,
сега се правдаат определени луѓе кои што се и во комисијата, но и излезени од таа квази група. Таа не е научна, таа може да биде политичка и може да си носи само политички работи, но не може научна. Зошто ова го велам? Затоа што науката го има последниот збор, нема да го има политиката. Може би мојата генерација нема да го доживее тоа менување, меѓутоа следните генерации секогаш науката победува. Науката ја победи инквизицијата, науката ги победи многу други предизвици во историските рамки, науката ќе го победи и ова чудо кое што се вика современ фашизам. Значи, сериозно им забележувам на колегите кога велат дека заедничка историја може да имаме со определен народ кога сме биле под определена власт. Еве да го земам како прифатливо тоа. Тогаш треба ние да си зададеме за задача како македонска популација, како граѓани, како луѓе кои што создаваат и творат едно општество, дека треба историјата да се проучува и да се создува на други принципи. Тогаш, ајде да ги најдеме сите заеднички моменти и со останатите народи на регионот. Бидејќи заедничка историја прави еден народ во рамките на еден регион каде што има повеќе народи. Па ако ја земиме власта како репер, тогаш испаѓа дека ние имаме заедничка историја и со Египет, бидејќи бевме под османлиска власт заедно со Египет. Или пак да ги земеме за пример јужните делови на Италија, бидејќи во време на Византија сме имале иста власт. Значи, ви давам сликовити примери за да сватиме дека прво и основно во историјата, сега зборувам и како мое семејно, значи индивидуално сеќавање, но и како колективно на македонскиот народ, но и како наука, си има своји параметри и по тие принципи треба да се работи. Заедничка историја само треба да правите единствено ако се договорите врз основа на определени принципи и методи, а во секој случај заедничка историја треба да си знаете дека е една сериозна мамка, бидејќи заедничка може да има народ. Македонскиот народ кој што е поделен после Балканските војни, заради низа нешта кои што не прават да бидеме исти како македонците во егејскиот дел на Македонија, во Пиринскиот, во овој денешниот слободен дел од Вардарскиот дел и оној во Албанија, ние споделуваме иста меморија, права и обичаи и ние сме тие што можеме да имаме заедничка историја. Македонците, можеби бугарите се имаат заедничка историја со бугарите во Добруџа, бугарите не знам во Турција и не знам каде. Меѓутоа, ние не најдовме сила да и дадеме простор на науката и на образованието. Пазете, постои автономија. Со формирањето на таа комисија врз основа на договорот, нас ни е засегната автономијата во образованието и во науката. Сега нека живее инквизицијата. Утре ќе ни речат дека историјава не ни била како што треба и дека таа е создадена од ѓаволот и ќе мислиме колку ѓаволи има на една игла. Ете така е. Ако на вистина Гоце Делчев бил бугарин, тогаш зошто бугарската тогашна влада дозволи да се пренесат коските, односно моштите на Гоце Делчев во Македонија и зошто тогашните бугарски медиуми пишуваа дека Гоце Делчев го даде својот живот за Македонија? Што е тоа што ги освести бугарите за да отпосле према нив сватат дека Гоце Делчев всушност бил бугарин? Мислам дека повторно одиме на линија што е стварност, а што не е стварност. Јас како научник не можам да кажам како се определувал Гоце. Значи, мене тоа ми е забрането како научник. Но она што ми е дозволено како научник, можам да кажам, дека можам да ги ценам неговите зборови, дела и постапки. И по тоа да го вреднувам како македонец, кој што е не само инспирација за својата генерација, туку и за следната генерација, па следната и сето она до почнувањето на антифашистичката борба, бидејќи антифашистичката борба, барем во Македонија, за разлика од многу други
региони и области во Европа, е пред се национално и социјално движење, а потоа е идеолошко, односно комунистичко. Гоце Делчев ќе ви каже самиот народ каде припаѓа. Ако најмногу е опеан од страна на македонскиот народ, ако најмногу македонскиот народ има култ кон оваа личност, тој припаѓа кон македонската историска меморија и колективна и индивидуална. Ако Гоце Делчев значел нешто за Бугарија, можеле тие и да си го чествуваат многу порано, а не да ја чекаат 1966 година по налог на Тодор Живков да почнат да прават ревизија на Бугарија. Јас навистина ги жалам луѓето во Бугарија што имаат такви власти и кои што им наметнуваат таков вид на однесување, а посебно на научниот свет, кој што мора да се справува со сериозното влијание кое што го имаа порано големите сили на бугарската идеолошка и политичка матрица, а сега истиве овие ги гледаме дека вршат такво влијание. Мислам дека тоа нема никогаш да се смени. Коските на Гоце Делчев се донесени во Македонија, бидејќи по заветот што е оставен од страна на наводно Гоце Делчев кон Михаил Чаков, еден од членовите на Илинденската организација, дека неговите коски треба да бидат во столнината на Слободна Македонија. Бидејќи Скопје, се погодил во тој момент да биде столнината на Слободна Македонија, само на еден мал периметар македонска територија, тие се донесени како почит од страна на бугарскиот народ кој решил да се справи со својот романтичен санстефански идеал и да свати дека покрај себе има македонци и дека со тие македонци треба да се живее. Тоа е краткиот период на културната автономија кој што ја имаат македонците во Пиринскиот дел на Македонија. Со паѓањето на Ѓорги Димитров се менуваат многу нешта, бидејќи неговото паѓање е резултат на геополитиката, односно лошите односи или на обидот за поставување на влијание на сфери на Балканот меѓу Советскиот сојуз и западните земји. И судбината исто на македонците од Егејскиот дел е точно тој договор меѓу големите сили и така можело да се реагира во тој период. Тодор Живков доаѓа, создава една политичка идеолошка матрица, таа е поддржана од земјите на Варшавскиот пакт и од Советскиот сојуз, и се она што се случува во однос на македонската историја, во однос на македонската културна автономија, е резултат на геостратегијата која што ја возможила да се однесува на Бугарија така. Така што мислам дека овдека треба да се барат одговорите. Така. Личностите и настаните кои оставиле печат во меморијата на нас македонците, пред се ликот и делата на Гоце Делчев, апостол на македонското револуционерно движење, кој се жртвуваше за слободата на Македонија и кој припаѓа на Македонија и македонскиот народ, ние македонците, македонскиот народ го чувствуваме со особена гордост и истото го пренесуваме на сегашниве и идните генерации. Има ли нешто во ликот на Делчев и неговите дела што би представувале алка на спојување за заедничка историја и заедничка идеја помеѓу Македонија и Бугарија и што всушност ние македонскиот народ би чествувале заедно со нив? Не знам. Па знаете, на ирационално прашање, мислам што го покрена Бугарија, ние сме ставени во моментов да изнаоѓаме рационални постапки. Знаете, ирационален проблем не се решава, тој се напушта, се запретува во пепел и веќе помен да му нема. Меѓутоа, она што може да биде Гоце Делчев, не за заедничка историја, туку за взаемно соработување, почитување на народите. Ние во таа насока треба тоа да го гледаме. Не заедничка историја. Како може мојата македонска историја да му биде заедничка на бугаринот? Како може заедничката историја на германецот да му биде заедничка историја на хрватот? Знаете колку многу допирни точки има меѓу тие истории, отколку македонскава, грчкава и бугарскава и не знам кој.
Така што, затоа и на почетокот ви кажав, за да можете да пристапите кон определени нешта, вие мора да ги дефинирате. Ако не ги дефинирате, вие оставате простор за, па и за ирационалност. Гоце Делчев може да биде не само за Балканот, туку и пошироко, една личност која што треба да не поттикнува на една пред се човечка, индивидуална зрелост, но и политичка зрелост. Политичка зрелост и на државите, на земјите. Зрело е од македонска страна да се побара извинување од соседите за она што ни се случувало како народ во изминатите векови. Зошто никој тоа не го направил? Зошто никој не рече да, ние после балканските војни држиме македонска земја, лошо се однесувавме со тој македонски народ таму, еве подаваме рака, па понатаму да создаваме културно-образовни, економски добра. Идејата на Гоце Делчев е културен надпревар меѓу народите, ма вие за да можете да настапите на еден културен надпревар, прво самите себе си треба да се созреете, а и другите треба да имаат доволно зрелост политичка, па и културна, па и човечка, за да можете вие да настапите на еден надпревар, значи да ви бидат рамноправни. Ние цело време сме сведоци на една сериозна нерамноправност, на еден сериозен атак и врз културниот, и образовниот, и националниот, и политичкиот, и државниот идентитет на македонскиот народ, и ние од сега натаму треба да бидеме многу културни. Ние треба да се бориме за самите себе си, веќе дојдени сме во ситуација да се бориме за опстанок. А следна фаза е таа културната. Така што и во свое време Гоце Делчев е протолкуван како балкански Гарибалди и мислам дека тука треба да се бара неговата величина и големина и можноста за соработка на сите народи на Балканот. Колку е издржана тезата дека бугарите биле жртва на комунистичкиот режим во Македонија, односно прогонот на така наречените македонски бугари. Со која цел тоа се прави, дали можеби со ова се отвора патот за анекс на договорот и дали овие теми произлегуваат од рамковната позиција изгласана во бугарскиот парламент? Знаете, јас спомнав дека уште во 1999 година ние имаме некаква декларација со Бугарија. Тогашниот германски амбасадор Шрамаер уште тогаш кажа дека овој вид на документ представува само премачкување на различните сваќања со туткал. Така што ова што ме прашувате е резултат само на лошо срочени документи кои што немаат своја соодветна содржина, пред се многу асиметрични, многу навредливи во однос на македонскиот народ, во однос на неговата историја, идентитет, па ако сакате и ослободителна борба. Ова сега што го спомнувате за жртвите на комунизмот, фактички тоа е извртена теза дека не тие што беа окупатори фашисти, дека правеа злодела, туку оние другите кои што правеа и организираа движење антифашистичко, pe нив треба да биде вината. Ова го гледам само како една пропаганда. Таа е лоша во однос на нас, македонците, но тоа не значи дека е лоша во однос на бугарите како тактика. И тие тоа ќе го прават. Затоа што ние им овозможивме, подпишавме дека се добри соседи 99-та година. Ние не побаравме да се врати тој договор, еве се покажа дека не се добри соседи, туку уште 2017-та па уште подпишавме договор. Во тој договор си ги циментиравме нашите несреќи. И таму имаме заедничка историја, недефинирана. Во 8-миот член, став 2 и став 3, си пишуваме како ќе се обидеме врз основа на добро соседство, да ја видоизмениме македонската историја, а по пат на тоа пак и да имаме заеднички личности од историјата кои би ги чествувале. Во ред, такви личности јас единствено гледам во Ѓорги Димитров и некој, ако ми текне, можеби да ги земам за пример.
Меѓутоа, сето ова што ни се случува и во однос на ревизијата на историјата е дозволено од друга страна и на Европа. Мене ми е многу симптоматична и мислам дека веќе нема демократски капацитет таа Европа. Ако упорно таа Европа ви вели седнете и решете го спорот, а споров е ирационален, тогаш имаме проблем и со таа Европа кон која ние целиме. Сметам дека ние на Европа треба да ја кажеме и пред се да ја подсетиме дека Македонија беше таа што организира своје антифашистичко движење, а не Бугарија да си го присвојува и да се прави од активен чинител во жртва. Ќе испадне дека ние сме геноцидниот народ и дека ние сме ги истребиле евреите, а иако ние македонците, евреите и останатите народности многу трпевме под окупацијата. Делот под Бугарија, делот под Италија, каде што беа администратори, пак албански службеници. Таа окупација, мислам дека и тоа ќе го начнеме, таа окупација создаде такви проблеми во живењето на Македонија, која што мораше веќе во наредниот 5 годишен план многу да се издига. Така што само ќе го протолкувам ова што го спомнавте, како една стратегија и тактика од страна на бугарската држава и немање на стратегија и тактика од страна на Македонија, односно на македонската власт, која што се представува како северна, и мислам дека ние имаме сериозни проблеми многу одамна, бидејќи сите овие политички номенклатури што ни се појавија, не создадо амбиент да се зачуваат и зацврстат македонските институции, зато ги нема, ги гледате ли некаде македонските институции да реагираат? Дали судските, дали правните, дали научните, дали образовните или академијата? Академијата не можете вие да ја сведете на еден двајца, или Институтот за национална историја на еден двајца, или правниот систем на еден двајца. Мислам дека, барем според мене, ние имаме проблем внатрешен. Внатрешниот проблем ни е многу актуелен и мислам дека е многу манипулирачки во однос на нас жителите и нема да донесе соодветни политички решенија во перспектива. Која е позадината, односно со која цел се наметнува ова бугарско барање, мислам на рехабилитацијата? Дали ова води кон наметнување на тезата прогонување на така наречените бугарски македонци или поточно на оние кои имале бугарска самосвест? Дали ова барање е точно разбрано, односно дали е разбрано суштината на ова прашање од страна на нашите политичари и на дел од историчарите, но и на дел од македонската јавност? Дали со ова сака да се докаже дека во Македонија после 1945 година има насилна дебугаризација и присилна македонизација? Па да, мислам, содржината на нивната пропаганда е таа. Фактички тие сакаат да си го исплакнат фашистичкото и окупаторското миното во однос на македонскиот народ. Сега зборувам за македонски народ. Со тоа што сакајќи да ги прикажат македонските антифашистички придобивки како бугарски, фактички испаѓа дека ние сме имале само една братоубиствена борба меѓу себе. Окупаторите ќе станат администратори, што не е воопшто страшно, и ќе имате една погодна територија, ова што ние го мислиме дека е наша татковина, да биде бугарска татковина. Моментот е поволен за нив, бидејќи ние од кога ја подпишавме, поточно не ние, туку представници на оваа власт, кога ја подпиша Преспанската спогодба. Па сега, дури деновиве гледам, народов се чуди зошто ни е забранета употребата на атрибутот македонски во однос на вината. Да, па добро, да, добро тие луѓе не го прочитаа договорот, спогодбата, така како слепци отидоа да гласаат за нејзината придобивка.
Па тој текст беше јасен. Прво ни името ни го спомнуваат, ние сме втората страна, меѓутоа немојте да се лажете, вие веќе не сте македонци според таа спогодба, ние сме граѓани со коса црта на Република Северна Македонија. Значи, она што и успеа на Грција, да не елиминира во нашиот македонски идентитет, бидејќи сега македонци се само оние кои што се во егејскиот дел на Македонија, односно во Грција, тоа е грчки. Таа е грчка содржина. Ние не сме. Па зошто сега Бугарија да не си побара нешто што смета дека ние треба да го дадеме? Ако сме попуштиле кај едниве, сме дале име, сме дале определба македонска, зошто па сега и оваа мала одстапка, нели, кон бугарите? Сакам преку овој циничен израз да упатам една работа. Грчката и бугарската надворешна политика се секогаш синхронизирани. Не затоа што тие едните со другите се многу паметни, туку затоа стојат големи сили кои што имаат конкретни интереси. Дали се тоа геостратешки, дали се економски, политички, не навлегувам, меѓутоа тоа така ќе биде. Конечно и поделбата на Македонија во 913 година е производ на интересите на големите сили. И тие се согласија да тие територии ќе бидат отстапени на соседните балкански држави. Ако Бугарија тоа го прави сега, го прави за да еден ден си има соодветна подлога дека на оваа територија, бидејќи ние сега сме територија, не сме држава, на оваа територија има бугарско население. Ако е бугарско население, наместо во две држави да си биде во една држава и да почнува полека да се остварува Сан Стефанскиот сон, кој беше една мртва буква на хартија, меѓутоа и тоа беше руски проект, не беше бугарски, меѓутоа им го оставија на наследство, во наследство на бугарите и еве сега ни се ближи 3 март, господата повторно ќе си го дели слават својот национален празник, а ние ќе седиме и ќе џавкаме можеби по фејсбуциве, по не знам некои медиуми, меѓутоа работава е многу сериозна. Бугарија продолжува со абсурдните барања. Најновите барања кои ги пренесе бугарскиот европратеник Андреј Ковачев се да ни стават забрана за прославата на 11 и 23 октомври. Докаде ќе одат бугарите со нивните абсурдни барања и негирања? Како и дали е можно да се постигне некаков компромис кога во бугарските учебници Македонија е представена како бугарска земја? Пак се сведуваме на ирационалното. Што да ви кажам? Знаете, тие во своите учебници може да си пишуваат што сакаат. Автономија нека имаат и тие во образованието и во науката. И воопшто не ми е гајле тие што прават. Мене ми е многу важно што се прави во оваа држава која што сега е северна. Какво е образованието? Каква е науката? Дали ќе одат бугарите до крај? Ќе одат, зошто да не? Јас ви кажав во претходниот одговор. Ако ние сме се откажале од многу сериозни нешта, зошто тие да не бараат да се откажеме и од други работи? Мислам, сериозен е, многу е сериозен проблемот. Така што и многу забележувам, посебно на овие мешетариве по медиумиве, особено неколку поранешни премиери, кои што даваат чудни изјави во однос на македонско-бугарските односи. Значи, луѓе кои што се компромитирани и ви настапуваат во медиум и ви кажуваат дека белото е црно, а црното е бело, што сакате вие понатаму? Бугарија ќе си оди до крај. Бугарија ја има веќе и поддршката на земјите членки на Европа, бидејќи нив им е сеедно дали вие ќе добиете или ќе изгубите нешто од Бугарија. Тие нас не сакаат заради нашиот криминален ум. Ние не спроведуваме реформи, ние гледаме да не создадеме, туку да украдеме,
Ние не гледаме да создадеме, да произведиме, туку да уништиме. Ние гледаме како да останеме на власт со определени договори. Имате сега министри, чии што имиња не ги ни знаеме, не знаеме ни што работеле, ни како работеле. Друго, прекршен е еден многу нормален принцип, а тоа мнозинскиот народ не е застапен во извршната власт на соодветен начин. Вие имате повеќе албански представници отколку македонски. Значи, тоа го влечиме само за публиката да знае уште од 1990 година. На првите парламентарни избори ние не успеавме да создадеме национална влада. Уште тогаш ние имавме проблеми кои што денеска ги живееме. Некои се многу посериозни, мислам посурови во изразот од мене, дека се работи за еден политички апартхеид од страна на една малцинска национална групација во Македонија. Меѓутоа, јас гледам тука заеднички интерес на оние што владеат. Бидејќи тие немаат идеологија, најосновната идеологија им е како да ја зачуваат власта, моќта и парите. Гледам сериозни забелишки, упатувам до сите нас кои што овдека живееме, кои што наводно имаме различно мислење, меѓутоа немаме никаква моќ да се спротивставиме. Така да Бугарија не ја гледајте како опасност. Јас ја гледам внатрешната опасност. Затоа што ако имате сериозен внатрешен играч, многу лесно ќе се справи со Бугарија и Европската унија која што ја поддржува. Пред да се случи посетата на македонската владина делегација на Бугарија која ја предводеше Ковачевски, Бугарската национална телевизија го одложи, односно го тргна од распоредот за емитување на документарниот филм кој се вика "Само затоа што беа бугари", а се однесува на крвавото коледе, односно крвав Божик во јануари 1945 година. Многу често бугарите се трудат овој настан да го прикажат како масовно убиство на бугарите во Македонија. Како историчар, какви се вашите сознанија за овој настан? Дали навистина се случило такво нешто или ова е уште една од многуте заблуди што ги протежира бугарската историографија? Према вашите сознанија, што всушност се случило на 7 јануари 45 година? Има ли овој случај некаква тесна врска помеѓу тогашната одлука дали да се оди на Солунскиот фронт или на Сремскиот фронт? Пак ќе кажам, значи се работи за една континуирана пропаганда. Самиот настан, значи не е табу тема за македонската историографија. Настанот што се случил меѓу 6 и 9 јануари 1945 година или познате настаните на Скопското кале, е обработен низ документите за тој настан кој што Државниот архив на Република Македонија ги објави уште 1997 година. И тука све е разработено. Бугарската пропаганда си има свој канал која што смета дека се она што било во минатото можеби осудено, неприфатено заради определени други идејни моменти, можеби политички па и економски, сето тоа да го спомнува, да го таксува како бугарско. Луѓето од Скопското кале прво не се 1200 убиени, затоа што во тоа време постојат американска и британска мисија во Македонија и сигурно тие мисии би го регистрирале такво нешто. Бидејќи на едва 1 милион жители во Македонија во еден краток период да ликвидирате 1200 луѓе, тоа не е играчка. Тоа би се забележало. Ниту пак сме биле толку моќни за да можеме да ликвидираме луѓе во такав број. Луѓето кои што има апсења фактички после овие настани, некаде во другиот дел од јануари 45 година, во однос на изјаснувањата дали да се оди на Сремскиот фронт или на Солунскиот. Меѓутоа, тие апсења се во Куманово, Велес, Штип и Ресе. И таму се извршени определени
во многу мал број, морам да кажам, значи постојат документите, тоа е лесно проверливо и таму има решенија кои што значат смртна пресуда кон одредени луѓе. Дали се 10 на 20, не сакам да шпекулирам, бидејќи во документите тоа го има и е обработено. Меѓутоа, оваа пропаганда треба нас да не направи дека ние сме тие што правиме геноцид, македонците. Ние сме шовинистите, македонците. Ние сме фашистите, македонците, а не бугарите. Мислам дека ние како историографија имаме пред нас задача. Се уште не сме отвориле таа тема. Вчера видов професорот Јанкуловски ја отвара. Каков е нашиот однос кон вистинските жртви на комунизмот, значи од 45-та па наваму, бидејќи има луѓе кои што не се комунисти, меѓутоа се патриоти, родолюби и учествуваат во Народно-слободителниот фронт. После завршувањето на војната, добар дел од тие луѓе завршуваат или на Голи оток, или со определени казни, во многу ретки случаеви со смрт, единствено ако биле соработници со тогашните окупаторски власти. Така што ова е само една пропаганда која што прв ја започна Димитар Гацев, професорот кој што е од македонско за жал потекло, а живее и твореше во Бугарија, и уште еден историчар, Пламен Павлов, мислам. Меѓутоа, они такви смешни конструкции прават, така што единствено може само да се каже дека се работи за свесно изместување на фактите кои што се лесно проверливи и лесно докажливи. Меѓутоа, сега пред европската и светската јавност, наместо македонците да се гордеат што се антифашисти, треба сега да бидат прикажани како фашисти. Жал. Во изминатиот период вие и уште неколкумина историчари, како и некои аналитичари, но и еден мал дел од новинари, предупредувавме дека Преспанскиот договор и договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија се асиметрични и на штета на македонскиот национален идентитет. На жалост и покрај укажувањата, политичката гарнитура која е на власт водеа и се уште водат своја агенда која полека но сигурно води кон рекомпонирање на македонскиот идентитет, а со тоа и на јазикот, културата и колективната меморија. Дали владеачката политичка структура, додворувајќи се на Бугарија, води национална политика која е равна на сопственото разнебитување? Да, веднаш од крајниот дел на вашата констатација во прашањето ќе ви одговорам афирмативно. Да. Мислам, ние сме луѓето кои што живееме во Република Македонија со придавка Северна, ние сме изложени на една специјална војна долго време. Таа специјална војна не доаѓа само од надворешниот меѓународен фактор. Таа е замислена таму, меѓутоа спроведувачите се внатре. Ако вие имате политичари кои единствено ги интересира колку фабрики на марихуана ќе отворат, ако вие имате политичари кои не чувствуваат никаква одговорност кон економското живење, ако имате вие политичари кои што создаваат и други проблеми социјални, економски, политички во државата, бидејќи еве јас сум сведок деновиве дека никој не е задоволен во оваа држава. Не се задоволни работниците, не се задоволни нивните газди, не се задоволни докторите, не се задоволни учителите и професорите, не се задоволни сите структури на ова општество, а се уште некој ја води таа северна власт. Тоа значи дека оваа северна власт некој ја поддржува да обстојува и да се однесува во однос, еве ме прашавте за Бугарија, да се однесува на овој начин како што е замислено да се однесува. Таа не може да прифати затоа што
5 години се укажува на многу нешта во однос на двата спорни договори. Да не спомнувам и други кои што треба да сериозно да бидат обработени. Меѓутоа, ние немаме слух. Со самото тоа прашање, ајде да ве навратам, кое што беше формулирано во изјаснувањето за референдумот. Дали сте за прифаќање на Преспанскиот договор со можност да се приклучиме во Европската Унија и НАТО. Па самото прашање ви значи прекршување на демократските вредности. Ако некој ви ги прекршил демократските вредности, правила, принципи и методи, зошто очекувате дека и во следниот период тој ќе биде правичен? Значи, ние имаме една диагноза која што барем оваа клика на власт, која што ја интересираат строго власт, моќ и пари, да размислува рационално, одговорно, државно и национално. Не може, тие работи не се споиви. И ние претпоставувам дека долго време ќе бидеме во агонија, затоа и нема обединување. На почетокот, нели спомнавте за можноста на обединување. Мислам дека обединување единствено ќе се случи кога ние самите со себе си ќе расчистиме какав ни е степенот на зрелост. Така. Ко председателот на Мешовитата историска комисија од македонска страна, доктор Драги Георгиев, во една од неговите последни изјави за Слободна Европа изјави дека Бугарија не може да се смета за фашистичка земја, бидејќи во тоа време не била фашистичка земја, и предложи наместо тој термин да се користи профашистичка бугарска окупација. За момент занемерете го фактот дека сето ова излезе од устата и од умот на доктор Драги Георгиев, историчарот. Опростете, ама ова историчар ќе го ставам во наводници. Вие како историчар, кога слушате вакви изјави кои доаѓаат од разноразни историчари, аналитичари, политичари и други разноразни владини перјаници, како се осеќате и што е тоа што прво ви доаѓа во главата? Каков одговор би дали на ваквите изјави? Издржани ли се ваквите изјави и сваќања? Има ли историски факти со кои би се оправдале ваквите изјави? И секако, каков е вашиот став околу прашањето што било бугарите, окупатори или администратори? Многу прашање. Одговорот е многу едноставен. Побрзо, ако може да одговорите. Да, одговорот ви е многу едноставен. Јас и преска ви реков, вас кога ве боли колено не одите на забар, туку одите на ортопед. Драги Георгиев не е специјалист за темава што ја почнал. Јас, например, по мојата специјалност, како што имам докторирано, значи ги опфаќам 19. век до крајот на Втората светска војна. И се држам на тие периоди. Човекот е османолог и нека си ја води таа работа. Човекот не е специјалист ниту за природба, ниту за Втора светска војна, не е ни за Византија, не е османолог. Македонско-османлиски односи. Тој до него таму што седи, што му е асистент, е за урбана историја, урбанизам, градско живење во османлискиот период. Колешката, таа младата е нешто околу неврзаното движење. Современа историја. Четвртиот пак е специјалист за албанската историја. Колегата Зизи цел живот тоа го работел. Не видел ни Б од бугарска историја. Другите не можам да ги коментирам, се политиколози и етнографи. Друго, таа комисија не може да ви биде врв. Слушајќи го Османи и Бучковски, треба ние овдека, како без памет, да прифатиме се што ќе ви кажи таа комисија. Па дури и која ќе ви убедува дека фашистот не бил фашист. Тоа е мојот одговор. Несериозен во однос на колегата Драги Георгиев, може би има други мотиви, тој ќе си даде одговор кои му се мотивите, зошто вака постапува. Јас можам да ви одговорам за моите мотиви, зошто вака постапувам и мислам дека ако ние не дадеме трага на наш отпор, дека ќе ни се смеат и ќе ни забележуваат и следните генерации.
Господја Котлар, за следново прашање искрено се двоумев дали да ви го поставам или не, бидејќи се однесува за ваш колега од сферата на науката и историјата. Имајќи го во предвид нашиот став дека и по цена на губење на пријател, вистината мора секогаш да се зборува. Се одлучив секако да ви го поставам, а на вас е дали ќе сакате да одговорите или не. На 31. јануари оваа година Македонската академија на науките и уметностите ја објави листата на предложени кандидати за избор на редовни членови. Меѓу предлозите за избор на редовни членови на МАНУ, поднесени од оделенијата на МАНУ, се наоѓа и името на дописниот член, доктор Драги Ѓоргиев. Имаме информации дека Ѓоргиев за многу скоро ќе стане редовен член на МАНУ. Вие сте редовен професор на Институтот за национална историја, каде што ми се чини дека директор е Драги Ѓоргиев, шеф на македонскиот дел од Историската комисија со Бугарија. Поправете не ако ова не е така, дали МАНУ ќе направи грешка ако го прими за редовен член или ќе мора присилно да го прими бидејќи безпрекорно ги извршува политичките наредби? Па да, ова последново. МАНУ ќе го промовира во редовен академик, јас не се сомневам. Знаејќи е структурата, капацитетот на МАНУ во овој момент, секоја чест на исклучоците, меѓутоа се зборуваме за поголемиот квантум на луѓе таму. Тоа ќе го направат, што мислам дека колегата треба да биде доволно доблесен и во овој момент да не ја дава својата кандидатура, туку да си ја повлече. Може би во иднина ќе создаде повеќе дела. Ако созре. Да, ако созре. Па ако има повеќе дела, бидејќи нели таму ве избира според определени критериуми, ако ги исполни критериумите, нека си го земат за член на академијата. Ние останатите немаме време да пишуваме научни дела, бидејќи мораме да се грижиме за она што се случува во нашето секојдневие и не можеме да тропнеме на вратите на МАНУ, а искрено да ви кажам и се чувствуваме повеќето од нас, дури и привилегирани, што не сме во таа група. Так. Иако Бугарија во 1947 година со подпишувањето на Парискиот договор се обврзала да ги почитува и штити правата на малцинствата, таа сепак продолжува со игнорантскиот однос кон македонското малцинство на незината територија, со објаснување дека бугарскиот устав не предвидува колективни права, туку индивидуални. Дали Бугарија со ова всушност флагрантно го прекршува Парискиот мировен договор, со кој уште пред 75 години се обврзал дека ќе ги почитува малцинските права на својата територија, и како Македонија може да го искористи во наша корис овој Париски мировен договор кој е потпишен во 1947 година? Па знаете, прво треба да имате волја и знаење за да се што ви постои како адут, како аргумент во ваша полза да го искористите. Северната власт тоа не сака да го направи. Зар вие може би сте навистина подалеку од нас, на тој другиот континент сте. Може би перцепцијата ваша не е толку информирана. Меѓутоа, ние овде кај што живееме, ќе ви кажам дека имаме таква власт која не интересира да искористи аргументи во полза на македонството, не се ја интересираат како повеќе да ве угнети, да не постоите, да си се договорат со другите во коалицијата, што велат турците за Алаш Вериш. Ако треба нешто и на Бугарија да и се попушти, се попуштило на Грција, па сега и на Бугарија да не и попуштиме. Не го даваат од татковината или од дедојната? Не се, тоа се, па знаете, дури спикерот на парламентот мислам дека беше деновиве за отплата на некои долгови и како им рече на тие што му забележа, не се тоа пари на граѓаните од буџетот. Па кој го полни буџетот? Значи, си имаме работа со една власт која што не е македонска, е анационална, не е македонска. Тие најверојатно имаат други вредности и побуди. Меѓутоа, она што го прават не нуди никаква оптимистичка иднина.
Јас, искрено да ви кажам, гледајќи ја историјата, мислам дека ако некогаш сакаме да ја поправиме целокупната стварност во нашата држава, треба да направиме 5-годишен план, како што направи антифашистичката група на луѓе од Асном, која зема таков план и да ја обнови Македонија. Иначе друг спас нас ни нема, ќе бидеме територија поделени меѓу источниот и западниот сосед. Господја Котлар, разговорот да го продолжиме со 12 блиц прашања, на кои очекуваме 12 блиц одговори, ако е можно за 12 минути. Бугарија од Македонија бара редефинирање на термините фашизам и антифашизам. Дали преку едно вакво барање се доведуваат во прашање историските придобивки на Асном, како и целосно редефинирање на историјата? Да, тоа е во врска со Парискиот мировен договор, што ние не го користиме. Ние таму сме антифашисти, тие се фашисти, улогите сакаат да ги ни заменат. Вината барете ја и во Европската Унија и во другите светски сили, а најмногу во себе си, бидејќи не ќеме да сме паметни. Во Македонија од неодамно имаме нов премиер и така наречена нова влада. Ваш став за оваа влада, прво за премиерот Ковачевски, а потоа и за другите министри и заменици министри од владата, и какви се вашите очекувања? Искрено да ви кажам, прво физички не ми се допаѓа човекот. Штом веќе физички не ми се допаѓа човекот, па да не зборам за неговиот политички и културен дискурс. Не ми се допаѓа неговата политичка активност, не ми се допаѓа она што значи едно празно. Човеков ми делува празно, а исто така ми делуваат и тие што се министри. Искрено да ви кажам, да ме прашате за еден, не знам името да ви го кажам. Ова вашиот одговор потсети на факултет кога одевме, ако некој од студентите не го сака предметот, му сметаше професорот, не го сака. Да. Како го гледате последниот развој на односите помеѓу Македонија и Бугарија во делот на комисиите? Претходно имавме само една комисија, а сега имаме 5. Со која цел се прави ова? Ништо да не се сработи, да се крива правот и дека нешто се прави меѓу двете држави, ништо не се прави. Она што треба под тепих да се направи, ќе го направат, а овие што се во комисиите, еве, смешка нека биде. Ама е реалност. Во Комисијата за култура го имате Артан Груби, не знам, онаа министерката нова за култура, само знам дека се вика Бисера и не знам уште кој. Што знаат тие од култура? Може би од тие го посетувале Скопското кале, не знам. Така, и плюс председател на Комисијата за култура, бегалецот од парламентот, киднапираниот Касио Дрџепи. Се тоа фини персони, што да ви кажам. Дали грчката и бугарската политика е синхронизирана во однос на историските содржини и дали со двата договора Македонија може да се каже дека веќе не е своја на своето, а со тоа и македонскиот народ свој на своето? Точно, не сме свој на своето, не сме веќе своји, не сме македонци, коси црти сме, граѓани сме, не можете да го потребите македонскиот атрибут соодветно и ќе биде полошо. За време кога Захариева беше министер за надворешни работи на Бугарија, имаше една изјава дека со признавањето на нивната теза дека македонците имаат бугарски корени, Македонија ќе го решила прашањето за македонското малцинство во Бугарија за секогаш. Што сакаше Захариева да каже со оваа нејзина изјава? Ќе си го ставиме ли јажето самите околу вратот со евентуалното прифаќање на оваа нивна бугарска теза? Па сега јас, ако Захариева била цинична, јас да бидам шеговита. Ќе се обидам вака. Ако е Захариева биолог, па се разбира во корените, а ние сме некои дрва, па да разговараме на таа тема. Меѓутоа, мислам дека темата не е таква и повеќе препорачувам разум и од двете страни, меѓутоа признавање на македонското, што значи во областа на културата, на идентитетот и на историјата, а Захариева нека продолжи, нека одгледува билки, не знам. Таму има корени. Како ќе го испрокоментирате присуството на полицискиот кордон за време на чествувањето на 150 годишнината од раѓањето на македонскиот великан Гоце Делчев?
Мизерно бев сведок. Бевме поголема група на професори, баш од институтот и од факултетот, и ние кои што треба да ги подучуваме младите генерации, бевме на улица, беше крајно непријатно, недолично, меѓутоа, каде што има сила, нема правда, па нема ни воспитаност, ни култура. Како ќе ја прокоментирате правичната информација која излезе во јавноста околу назначувањето на неколкуте нови конзулати од страна на министерот за надворешни работи Бујар Османи, пред се Бесмира Ејупи и Петри Муслиу, и покрај тоа што министерот Османи се обиде да ја убеди јавноста дека ваквите информации биле шпекулации, иако Петри Муслиу, син на аналитичарот Алберт Муслиу, веќе неколку недели е генерален конзул во Чикаго. Дали Ејупи и Муслиу се кариерни дипломати од МНР? Па можда им ја дадена шансата да станат кариерни дипломати. Мислам, толку е бизарно. Ова зборува само за односот на власта кон нас, останатите луѓе во државата. Значи, колку е помизерно, поглупаво и поневоспитано, толку повеќе има соодветна содржина во политичкото однесување. Овие двајца се само примери како се однесува власта кон мнозинството луѓе кои што имаат и стручни позиции, и знаење, и вештини, а не се кандидати за конзули и за амбасадори. Многу ми се допадна еден коментар на еден човек од Битола, ете се понуди ако може тој да биде конзул, па најпосле потекнува од конзулска Битола. Така, јас ќе се нашол и јас малку, која ја слушнав оваа информација, почесто гледав поштенското сандаче, да не случајно мене ме побараат за конзул, бидејќи студирав во градот на конзулите на Машинскиот факултет. Ама нема тоа ништо. Ништо, немаме такви предиспозиции. Дали испраќање на некариерни дипломати во клучните центри всушност е еден вид на саботажа од страна на Министерството за надворешни работи само со цел полесно да ја заокружат распродажбата на се што е македонско? Па знаете, прво пратено е таму мое дете. Нека се занимава детево, ќе прима плата, нешто можеби што велите и некоја кариера ќе оствари, нашето дете ќе помине. Меѓутоа ова значи прво внатрешен срам и надворешен срам. А не знам дури и државата што ги прима како не се почувствувала непријатно, бидејќи ова е непримерна надворешно политичка содржина, однесување, така што мислам дека е навредливо за сите страни, и оние што испраќаат и оние што примаат. Меѓутоа кај нас се е можно, зошто да не па и ова? Дали прифаќањето на заедничкото чествување на 150 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев всушност за нас македонците представува еден вид на понижување, бидејќи досега Бугарија се нема извинето за злоделата кои тогашната бугарска фашистичка власт ги нанесе на Македонија, македонскиот народ и на македонските евреи? Па да, барем Германија го имаше тој дел. Вили Бранд одаде извинување, искаже извинување. Друго, Германија никогаш не и се извина и на Полска. Зошто нас никој не ни се извина? Не само Бугарија. Има и некои други кои што треба да се извинат. И сериозно е, мислам, понижувањето е сериозно. Друго, еве да ве подсетам. 150 години велите, па не е само Гоце Делчев роден таа година. Сега ни доаѓа 150 години од Јане Сандански. Па ќе правиме циркус? Така. Барањето за заедничка историја се коси, односно е спротивно со правото на самоопределување на секој народ, кој има сопствена колективна меморија, која не може никој да ја избрише. Дали може историјата и нацијата да се создадат со декрет? Па јас не познавам таков случај. Ако познаваат тие другите што си играат, нели, со судбините на народите и нациите, можеби ние сме експериментот. Ние почнавме да се откажуваме од основните, нели, параметри кои што не определуваат како народ и како нација. Сега па за виното, зошто се секирате, па не било македонско? Да, што да горе.
Во комисијата има и тројца историчари кои према нашите сознанија ниту еден од нив не се занимава со периодот на цар Самуил. Од тука произлегува и логичното прашање на кој начин и какви насоки нашата комисија дава и ќе дава за промена на учебниците во Бугарија. Колку добро ги познавате членовите на комисијата, мислам од историски научен аспект? Значи, колку ги познам, веќе претходно одговорив. Кои забелишки тие ги упатуваат кон бугарската страна, искрено не можам да ви дадам одговор, бидејќи тоа е тајна за јавноста во Македонија. Не знаеме. Све се затворени врати. Да. Како ќе ги прокоментирате изјавите на поранешниот премиер Љупчо Георгиевски дека Македонија треба да смени политиката спрема Бугарија и дека Македонија е таа која што треба да направи ревизија на сопствената историја, како и неговите понижувања испратени на адреса на дел од македонските историчари кои стојат на браникот во одбрана на идентитетот, меѓу кои сте и вие, обвинувајќи ве дека тоа што го зборувате нема основа? Знаете, јас, ако ништо друго во животот, бидејќи морам да се борам самата за своите нешта, и работата, и професијата, и семејството, не можам да се споредувам, ниту да разговарам со личност која што од каде се појави, беше издржуван од една фирма, многу позната во Македонија. Многу луѓе во повеќе континенти, европскиот, американскиот, австралискиот, му овозможија да стане нешто. Мене не ми овозможиле. Човекот беше премиер, колку што се сеќавам, и најлошото петно во однос на него е што го има бугарскиот пасош. Кажете ми вие во Австралија, австралискиот премиер после извесен мандат да си земе пасош на Индија, на што ќе личи? Па нема да го чекава ако е замина веќе да се врати назад. А друго, господинот како се однесува кон мене, значи измисли, слика еден текст кој што не е мој, го сликал само името, бидејќи сум член на таа редакција, ама не ги сликал другиве членови, кои што му се па нему идеолошки блиски, туку само мене ме сликал. И наводно како јас пишувам за бугари бугаризам. Јас едно можам да му порачам, еве јавно, можеби од Австралија ќе дознае. Значи, како што се однесува кон мене, се однесува така и кон Македонија, со спинови и лаги. Ама едно да му кажам, моите хонорари, бидејќи ме спомнува за хонорари дека сум добила, во секое време може да ги покрени институциите и ако ми биле на недозволен начин земени, јас ќе му ги дадам нему, а парите тој што ги доби на име провизии и вредности од Македонија, да ги врати на Македонија. Господја Котлар, јас тука само да прокоментирам нешто сакам. Може би човекот ги има помешано лончињата со слухот и со видот. Тој има обичај да клепти вака почесто, па кога ќе извести нешто, мисла дека тоа нема никој да го види, заборава дека тоа се слуша. Кога лажи прави така. Кога лажи. Знаете, јас за таквите луѓе едно велам. Јас сум доктор, ама не сум лекар и не можам да им помогнам. Верувам ќе допре пораката до него, пошто е овде многу далеку. Гледам дека повеќе не ни преостанува време за додатни прашања. Тука, господја Котлар, ќе ви се заблагодариме за учеството во емисијава. Посакуваме се најубаво до вас, најмногу здравје, чувајте се, имајте си убав викенд, пријатно до слушање и секако до видување овде на Македонски корени. Фала многу, ве поздравувам и вас и слушателите и секое добро на сите.